Добар ден, почитувани гледачи. Следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Во пресред на новогодишните и божикните празници, во денешната емисија ќе говориме за тема од областа на психологијата. Конкретно, ќе зборуваме за психологија на празници. Моја гостинка и соговорничка во студиото е магистер Розалија Секуловска, психолог и психотерапевт. Розалија, добар ден. Ви благодарам што овие последни денови од новата година сте дел од добриот доктор. Благодарам на поканата, со задоволство. Еве, на почеток, како психолог, како ја дефинирате терминологијата психологија на празници? Што всушност значи психологија на празници? Празниците се составен дел од животот на човекот и празниците ги има низ целата година. Меѓутоа, кога зборуваме за овие поголемите празници, како што се Новата година, како што се Бадник, Божик, Великден и така натаму, тоа се некои наши поголеми празници кои што символизираат на ритуали, символизираат на семејство, на дом, топлина и го повикуваат семејството да се собере во куќите, да остане дома, да се видат оние кои што одамна не се виделе и да ги разменат чувствата, емоциите и некако да ги затворат, ако е возможно, да ги затворат процесите од минатото и да ја дочекаат новата година, Бадникот, Божикот, со некоја нова дразба, со надеж. Така да психологијата на празниците е доста емотивна, длабока тема и верувам дека сите ние, ако се нурнеме длабоко во нас, ќе можеме да ја почувствуваме колку е таа значајна како емоција. Така. Зошто токму празниците имаат толку силно психолошко влијание врз луѓето? Убаво рековте, значи како се завршува нешто ново и има нов почеток кој ни престои, само во убавина и позитивно расположение да го дочекаме. Јас би одела, например, некако символички, баш да размислиме зошто има толкаво силно емотивно, психолошко значење за човекот. Например, новата година. Веднаш кога ќе замислиме на нова година, кога ќе направиме таа слика во нашиот ум, доаѓа до представа на елка, Дедо Мраз, пакетчиња, светилки, украси, лампиони и така натаму. Ни самите истражувања покажуваат дека елката како дрво е символ на новата година, дека тоа е дрво кое што е зимзелено. Дрво кое што е зелено во текот на целата година. Издржливо дрво, дрво кое што е символ на издржливост, на надежи дека ние ќе бидеме здрави во текот на целата година. Самите тие лампиони, сијалици пак се некако символ на надеж, светлина, извор на живот и така натаму. А кога ќе размислиме за Дедо Мраз, има многу приказни, има многу легенди за Дедо Мраз, Санта Клос, Свети Никола. Значи, гледано од психолошки аспект, тоа е мудра, стара фигура, која што е символ на родител, кој што е топол, кој што има авторитет, има и топлина, има и љубов, кој што е добар модел на идентификација и кој што носи нешто магично, волшебно, некоја фантазија, која што на децата, па дури на нас, возрастните, како да ни вдахнува надеж дека во следната година се е возможно. Дека некако се збогуваме со старото јас и сега веќе е време за некоја нов живот, нов почеток. Така, дали новогодишните божикните празници носат некој специфичен емоционален товар во споредба со другите празници? Па во споредба да, со другите празници носат товар, затоа што како што велиме, тие празници повикуваат да се собере семејството, да дојде дома. Тогаш можеме да видиме што се случило изминатата година или изминатите години и тогаш се соочуваме некогаш, во зависност од возрастниот стадиум во кој што сме, дека некои столчиња се празни. Така. Дека сме се збогувале со некои од саканите од семејството, дека можеби сме ги загубиле. Потоа, можеби некои го напуштиле семејното гнездо и отишло некаде далеку. Потоа, можеби товарот да се почувствува затоа што после толку време се собираат различни генерацијски јазли на маса, каде што после известно време може да дојде до нетрпеливост, конфликти, недоразбирање, кои што баш излегуваат за време на семејната празнична трпеза. Исто така, например, многу тешко може да биде за
оние кои што се на маргини луѓето, како што велиме посиромашните луѓе, луѓето кои што се во социјален ризик, оние кои што претрпеле насилство, оние кои што претрпеле многу болести, сериозни болести и така натаму, еднородителските семејства. Значи, тогаш се забележува дека концептот семејство сега тука на оваа маса е некако видоизменет и се мешаат чувствата на радост, тага, носталгија, болка, осаменост, празнина, надеж и некако ја имаме таа амбиваленција и на привлекување и на одбивање. И токму затоа на овие толку топли празници некогаш некои од нас можеме да се почувствуваме внатре студени. Така. Тоа значи дека и празниците може да имаат терапевски ефект врз менталното здравје, за да се надминат дел од овие негативни чувства и емоции кои ги споменавте? Може да имат, затоа ние на самите клиенти им кажуваме, значи, ние сме социјални битија, секогаш тоа го потенцирам. Значи, ние имаме потреба да живееме заедно со другите луѓе. Токму на овие празници да се собереме, да се социјализираме или пак ресоцијализираме, да ги обновиме контактите кои што станале студени или пак кои што биле конфликтни, да ајде сега да ги решиме конфликтите и да ја подобриме релацијата со родителите, оние сродници од вториот, третиот ред, па и со пријателите. Овие празници, баш пејте понатаму следува и Прочка, така, празник кој што многу го сакам. Исто е фамилиарен семеен празник. Точно, така. Кога велиме дека небото и земјата се спојуваат и едните на другиот си бараат Прочка. Се бакнуваат за да си простат еден на друг. Така да и Прочката е тој празник кога повикува ајде помалите да дојдат кај поголемите, да побараат Прочка, да им се прости, затоа што сите ние нели грешиме. И ние како психолози, психотерапевти велиме дека во ред е да се сгреши. Ние не сме безгрешни, сите грешиме, меѓутоа убаво и да научиме од тие грешки. Токму ваквите топли празници повикуваат да се сплотиме, да зборуваме, па може и малце да има тензија да се скараме, меѓутоа сепак да останеме кохезивно здраво семејство, не дисфункционално. Така, но да тргнеме од позитивните мисли, еве на почеток да ги објасниме прво позитивните чувства кои ги носат овие престојни празници. Овие престојни празници прават, еве новата година прави некако луѓето да се повлечат внатре во себе, да си направат само евалуација што правев, анализа, внатрешна анализа што правев јас изминатата, еве 2025-та, како бев успешен, дали бев доволно успешен на тоа поле, кариера, работа, семејство, здравје, што ми недостасува, колку ми недостасува, дали има фрустрација во некоја област, дали има некаде премногу да е напредок, а некаде да имаме затајување. И некако се создава чувство, ете, тоа е таа надеж, таа духовност дека во следната година имаме можност 365 дена да поправиме работи кои што можеби не сме ги поправиле, можеби не сме исперципирале дека можеме или ни се важни да ги поправиме. Така да правиме некој внатрешен кост-бенефит, што добив, што загубив во изминатата година. Поставуваме цели, многу луѓе повикуваат поставете цели во новата година. Немојте да бидете толку преамбициозни со премногу цели, затоа што тогаш постои веројатност малку да се саботираме. Да поставиме некои 2-3 цели кои што се многу важни за нас, кои што се едноставни, не толку грандиозни и комплексни. Ако треба да ги расчлениме на подцели и да ги визуализираме во новата сега 2026 година, дали е возможно тоа да го реализираме. И веќе да почнеме да работиме, да одиме по патеките на реализирање на тие цели. Така да самата нова година, Бадник, Божик, носат некое чувство на надеж. А велиме дека надежта последна умира. Така е. И таа е нешто сосема спротивно од тагата и од депресијата. И надежта е оној двигател кој што го движи човекот дека има подобро утре, дека има надеж, дека нема секогаш да биде овака како што е, туку ќе биде подобро. Така е. Но од друга страна, покрај радосниот период,
Зошто празниците кај дел од граѓаните предизвикуваат стрес и кои се најчестите извори на така наречен празничен стрес? Ние луѓето сме под стрес. Или неубаво чувство, Да. едноставно да не речеме народски да се изразиме депресивност. Депресивност. Нешто слично како траумата, така и стресот. Стресот не е секогаш оно што се случува надвор, туку оно што се случува внатре во нас. Така нова година или Бадник Божик за некого ќе биде стрес, за некого ќе биде радост и одмор и не знам, љубов, надеж и така натаму. Така да индивидуално е. Понекогаш, например, домакинките знаат премногу да Се изфорсираат. точно, па нема да може да ја дочекаат новата година од самиот умор, од замор, од исцрпеност, но нема потреба, значи, за толкаво трошење на своите снаги. Понекогаш луѓето ќе постават преамбициозни цели дека сакаат новата година да ја поминат кој знае на какви екзотични дестинации, да одат, сето тоа е во ред. Меѓутоа, ете го пак го поврзуваме моментот со целите. Да поставуваме реални цели. Понекогаш убаво е и сама символика е новогодишните празници и после новогодишните празници да ги дочекаме во семејното гнездо. Скромно, кротко, едноставно. Не мора трпезите да бидат богати, преполни, едноставно да бидат богати со луѓето околу нас, со оние кои што нам ни значат. Така да стрес, пак ќе речеме индивидуално, за некого ова ќе представува стрес, некој ќе го доживее како некој кој што бил workaholic, кој што работел премногу изминатата година или пак тоа го има како црта. Сега кога ќе дојдат празниците, ја баш се прашувам како тие нема да работат, за нив тоа ќе биде стрес, како сега да правам ништо, како сега да одмарам, а јас треба да работам. Мене тоа ме движи, мене тоа ми е дефокус од нешто што свесно или несвесно ми е проблем. Така да сето тоа Секој различно функционира. индивидуално. Така е, да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи. Почитувани во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, Александар, и до вашата гостинка. Би сакала унапред да ви ја честитам новата година и божитните празници. Исто така би сакала да ги честитам празниците на сите наши македонци кои се во Македонија и надвор од неа. Особено ја користам оваа прилика да ги поздравам моите внучиња во Швајцарија со нивните родители, да не ги набројувам, да не губам време. Така. Јас живеам сам, меѓутоа се борам и со психата, и со стресот, и со здравствените проблеми. Надежта последно умира, како што рече докторката. Меѓутоа, јас како личност по животот не барам многу. Јас барам малку здравје, малку почет, искреност, одговорно однесување од сите околу мене. Затоа што ние како личности кои што сме сами, осамени, особено за време на празниците, таа самотија ја делиме со сликите, со спомените, со разговорите, сето тоа. Меѓутоа, ако човек потпадне психолошки, тој уште толку се убива. Може човекот да биде човекот по моменти е појак од железото, помек од јајцето. Меѓутоа, сите оние болести кои ни пречат, пример, јас не им оддавам значење. Јас сум благодарна ако во денот можам да отидам во кујната да си наполнам една чашка вода. За мене тоа е многу голема благодарност. Затоа што има луѓе кои што не знаат, може би од здравје, од луксус што да прават. Меѓутоа човек кога ќе се врзеш за креветот, кога ќе се врзеш за патерици, за било што, значи на личност е потребна самата за себе да функционира. Со тоа е благодарна. Така. Значи, да не одземам многу од времето, јас жалам. Ви благодарам да само останете исправена и позитивна како што сте и досега, господјо, за сето ова што го споменавте, продолжете и понатаму да го практикувате, затоа што животот е едноставна борба. Меѓутоа, еве, ќе споделиме и совети како самините лица подобро да ги поминат овие престојни празници кон крајот на емисијата. Секој е добро, убав пример бевте и за останатите гледачи. Еве, конкретно
конкретно и Розалија, доколку има некој коментар на... Многу убаво кажано, многу од срце кажано, директно кажано. Токму како што поменуваат годините кога доаѓаме во третата доба, сваќаме дека луѓето сваќаат и ние ќе сватиме дека многу работи кои што сме перципирале на 30-50 години дека се многу важни, сваќаме дека и не се толку важни. Малите нешта може да не бидат посрекни, да не Важно е направат. здравието, како рече гледачката. Срекне сум што сум исправена, што не сум на патерици, што можам да одам да земам чаша вода. Докуина, да. Толку. Повеќе од тоа, да, треба да се задоволуваме со мали нешта, да бидеме срекни. Така е. Доколку имаме следен гледач, почитувани во програма, сте повелете. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, во програма сте, повелете. Ве слушаме. Така, јас слухав, се уклучив. Да, само ќе го намалите телевизорот за да може да комуницираме. Доколку сте покасно вклучиле, денеска говориме за психологија на празници, сите оние психолошки аспекти кои ги носат пред новогодишните, но и божикните празници. Доколку имате прашање, повелете. Да, очигледно тешко воспоставуваме комуникација. Да, ќе пробаме со гледачи кон крајот на емисијата. Да, навистина еве убави примери ни даде гледачката, меѓутоа еве да се надоврзиме веднаш, живееме во едно современо општество, спомена внуци надвор од државата, но и родни неве. Во таа виртуелна комуникација пак некако може да се доближиме со сите овие модерни уреди и апарати преку видео, повици и се, за да пак на некој начин ја надминеме таа осаменост. Да, кој е вашиот став во однос на тоа? Па добро е што постојат тие уреди и што можеме, убаво кажувате, да ги надминеме таа празнотија во нас, да ја одржуваме комуникацијата, иако тие се некаде далеко најчесто во овие случаи, и тоа е развојно во ред. Во ред е пилињата да излезат надвор од гнездото. Сега дали ќе останат тука блиско до нас или ќе отидат кој знае на кој континент да живеат, тоа е веќе сосема друга работа, меѓутоа тоа е оној здравиот развојниот процес наспроти врзувањето и симбиозата. И здраво и развојно е да не боли кога за празниците ќе почувствуваме дека нашите деца заминале, дека имаме внуци, дека се таму некаде далеку и дека ние сега сме поминале многу години и веќе старееме. Тогаш некако се овој конфликт на идентитетот и тагата и депресијата и чувството на осаменост, меѓутоа тоа е составен дел од животот. Така. Добро е што ги имаме средствата за комуникација, затоа што јас ако се навратам назад кога ги немаше тие средства, кога ги имаше во нека друга многу по-едноставна форма. Преку писма и честитки, да. Точно. Тие беа исто така убави, тие носеа некоја топлина, меѓутоа патуваа долго време. А сега одиме на брзина, веднаш достапност, веднаш контакт. Па јас еве кога ги спомнавте и честитките, зошто малце понекогаш да не израдуваме некого? Не мора се да биде преку мејлови, не мора се да биде преку пореки. Убави се и тие честитки, постојат убави креативни изработки каде што можеме да им пратиме нели честитка да се израдуваат оние кои што се во другиот град, во другата држава, затоа што пак е тоа она носталгично чувство кое што го негуваме, кое што традицијата е таа културата што ја имаме, да, барем средните и повозрастните генерации. Така да пробаме со прашањата и од следните гледачи доколку воспоставиме комуникација. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Сега најверојатно од 3 линии една ќе профункционира. Добар ден, во програма сте, повелете. Дали се слушаме? Да. Дали се слушаме? Да, вие сте наред, господјо, повелете. Сакам да поставам прашање до докторката. Како До психологот, повелете. Да. Да, дали како да го надминеме психолошката состојба, бидејќи смо сами и ефте ми сами тешки мислите во глава.
Во ред ќе добиете веднаш одговор на вашето прашање, совети и препораки. Секој е добро да поради фонијата нема да може да комуницираме, меѓутоа го слушнавме прашањето. Како што преска спомнав, самотијата, тагата се составен дел од животот. Меѓутоа, ако во овие ситуации, па и понатаму во другите, не мора да се празничните ситуации, знаат да бидат толку многу силно изразени и да траат многу подолго време, повеќе од 6 месеци, ние кажуваме, и доколку го попречуваат секојдневното функционирање, тоа значи тешко ми е да станам, немам смисол да продолжам понатаму да живеам, ми треба многу сила да соберам за да направам тоа, ова, тогаш е потребно да се побара психолошка, психотерапевска, па можеби и психијатриска помош и поддршка. И тоа не е ништо страшно, и тоа не е ништо срамно, тоа не е ништо тешко, туку напротив е многу добро. Од друга страна пак, еве, ако не одиме до таа екстремност, празнотијата... Еве, едноставен пример, како да се однесуваме или како да постапиме ако забележиме дека столчето на масата е празно поради загуба на некој близок или сите тие чувства на тага и емоции кои не обсипуваат во тој период, како да ги надминеме? Претпоставувам на тоа и се однесуваше прашањето на гледачката. Убаво е да се зборува за тие кои што ги нема. Некои семејства имаат како премолчени тајни, или пак тоа е тајна, тоа е забранета тема и ние нема да зборуваме за тие кои што заминале на оној свет, починале, веќе го испразниле местото, или пак оние кои што се протерани, избркани, налутени од ова семејство, нема да се зборува за нив. Тоа е таа болка која што ја носиме во текот на животот. Доколку семејството, луѓето имаат потреба да зборуваат за партнерот кој што го изгубиле, детето кое што отишло во тугина да работи, слободно нека го вербализираат. Затоа што ние психолозите, психотерапевтите кажуваме дека со самата вербализација, кажувањето на проблемот, ние ментализираме, а со тоа и го слушаме и другиот го слуша тоа што го кажува и тогаш добива некоја јасност и веќе перцепцијата и мозочната активност е сосема поинаква. Значи, сосема едноставно да зборуваме, да споделуваме, да најдеме некој, дали тоа ќе биде пријателка, дали тоа ќе биде сосед, дали тоа ќе биде некој подалечен сродник, да позборуваме, да ги размениме тие информации. Тоа е таа социјална поддршка. Зашто велиме дека во двајца, во група некогаш работите се полесни. Да, убаво рековте дека спомените треба да се потенцираат и да се раскажуваат и да се зборуваат, а не да живеат тие токму спомени. така. Токму така да ги слушнеме и следните гледачи, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Овде Велика на телефон. Поздрав до вас, господи Велица. Поздрав до вас и до психологот. Сакам да ви кажам дека живеам сама. Така. И пред ова господја беше на телефон и јас исто го живеам истиот живот, нејзин. Така. Ги поздравувам моите синови, и внучина во Швейцарија. Поздрав и од нас. Сега имаме пензионерски палат. Денови дојдовме во Македонија. Јас сум овде многу задоволна. Со здравјето исто така се борам и кога ќе појдам на лекар, му викам на лекарот, од вас барам секогаш само помалку да ми давате помош за моево здравје. Так. Све сама се борам и малку потешкотија имам со хранава што си ја купувам сама уште. Не сакам да досадам на никого, сите си имат уште повеќе тешкотија и од мене гледат. Так. Па затоа сакам докторката да ја се захвалам и само 3-4 збора да ми рече, истото го живеам како господјата пред ова. Секако ќе добиете, пријатно, фала ви многу на добро, господјо, и вам, да, и продолжете и понатаму да, ако ви требало 20 минути до продавница, дури и час време сама да успеете да го изодите, да купите, да си правите добро на себе. Добар пример, секој е добро, господјо. Еве, да искоментирате и за односот, односно однесувањето на господјата. Пак ќе кажам, сето тоа е развојно и нас не чека тоа еден ден. Така е. Да, може би е тешко да се оди да се пазари, веруете, мене ми е тешко да одам да пазарам на овие години,
а камоли тогаш кога веќе снагата боли, откажуваат мускулите, коските, одиме со дископати и многу други болести. Физичкиот притисок е поголем, да. Точно. Меѓутоа, од друга страна, токму таа активност, како што рековте, ако е 20 минути до продавницата, па нека биде и 40 минути до продавницата, токму тоа е целта. Денеска одам да испазарувам. И одам полека со моето темпо, одам да пазарам, ќе се ресоциализирам малку, ќе видам некого, ќе позборувам со некого, ќе ме видат, ќе дишам воздух, ќе се вратам назад. Доколку ја нема и таа цел да одам да купам, да одам да платам сметки така натаму, тогаш некои луѓе би се затвориле само дома и не би имале причина да излезат надвор. Така да старите луѓето во третото доба се луѓе кои што се мудри. Тие имаат огромно животно искуство. Имаат поинаква перцепција на нештата во животот. Да, празниците можеби ги доживуваат попразно сега. Меѓутоа, тоа се нашите олицетворенија на мудар родител. Така. Ја опативме доволно осаменоста, меѓутоа многу честа ситуација, посебно во овие земји во развој, така да ги наречам, вклучително и Македонија, но не се исклучени ниту високо развиените земји, кога токму за празниците често излегуваат на површина старите семени конфликти. Зошто токму празнициве се како повод за кавги едноставно во семејството? Па тоа е нешто кое што стоело длабоко во луѓето. Тој конфликт, тој емотивен притисок стоел длабоко во нив и таман. Сега кога се собираат сите, очигледно доаѓа до тој антагонизам кога не може да се држи тоа веќе во нас, да се држи во човекот, да се контролира и доаѓа до еден мал тригер кој што може да испровоцира и да излезе лавина од тешки зборови, тешки чувства и така натаму. Затоа велиме дека недоразбирањата со пријателите, со семејството, еве во овој конкретен случај, убаво е да се решаваат и како велиме на маса. Така. Масата е метафора, масата е круг каде што сите сме подеднакви. Така. Ако е родител, ако е дете, значи сите сме подеднакви и одговорни и носиме одговорност и носиме успех во самиот конфликт. Да биде комуникацијата меѓутоа, ја ако го кажувам ова, понекогаш е малце потешко да Во реалноста. Во реалноста, затоа што ете луѓето ќе кажат, вие тоа многу убаво го кажувате, меѓутоа не е така. Така е. Понекогаш ќе премолчиме. Понекогаш ќе се заблагодариме. А понекогаш ќе се обидеме да го разбереме родител зашто така изреагирал. Зошто има цинизам, зошто сака тоа да го каже. Можеби позади тоа лежи неговата болка, неговата тага, неговата осаменост, зошто некој не е присутен. Едноставно му треба простор и време да се искаже. Точно. Така да, кога имаме една трансакција, честопати под неа имаме паралелна трансакција која што кажува нешто друго. Така да, затоа велиме дека некои луѓе се многу полесни да го разрешуваат конфликтот и помалку да го разгоруваат конфликтот. Па понекогаш е и добро кога на таа трпеза ќе се развие дискусија и ќе се, нели, она што се носело како набој, ќе дојде до израз сега за Нова година, за Бадник, за Божик, за Прочка. И ќе се реши проблемот. И ќе се реши проблемот и ќе спласне набојот, па понатаму ќе се создаде нов набој во текот на животот, нека се решаваат набоите. Да, како што се вели, доколку не се разговара и отворено да се дискутира, дури и при конфликти, ништо ставањето под тепих дополнително ќе ја загрева таа атмосфера. Точно. Розалија, да ги офатиме малку и децава, значи како празниците психолошки влијаат врз децата? Децата, значи, оние предучилишна, рана училишна возраст, кога уште се многу поврзани со родителите, зборуваме за некоја, нели, релативно здраво семејство, децата го сакаат моментот на поврзување, сплотување, китење на елката, тоа се сите тие ритуали кои што го поврзуваат семејството, редење на трпезата. И сите ние ги чувствуваме тие, се уште ги носиме тие спомени од детството. Затоа што ние кога ги правиме тие ритуали со нашите деца, ние го преживуваме и нашето детство. Така да знаеме да му кажеме и на нашето дете дека
Кога ја бев во тие години, тогаш дојде Дедо Мраз, мојата мајка се маскираше како Дедо Мраз, имаше... Значи, раскажуваме и тоа е таа социализација, тоа е тоа поврзување, тоа е тоа јакнење на атачментот. На децата има многу важно, всушност ќе биде онолку важно колку што родителот ја пласира вредноста да бидеме ние заедно за семејството, да се собереме, дека нема изговори, сепак зборам за различни возрасти, каде што тинеџерите, веќе адолесцентите пожелно е да излезат, да се социализираат со својата група, така, да ја прослават на тој начин новата година. Меѓутоа, децата го сакаат моментот на изненадување, на подароци. Оние што се помали деца веруваат уште дека постои Дедо Мраз. И тоа е убаво да веруваат, тоа е таа надеж. Така е. Дека постои таму некој дедо со бела брада кој што ќе ги исполни желбите. И децата затоа им велиме посакајте желба. И што посакуваат мама и тато да се заедно, да ми купат мече, да бидам здрав и така натаму. Но, да ги потсетам родителите, многу мина од нив не знаат. Забележувам кога ги носат малите деца до 1 година да се сликаат со Дедо Мраз, малите деца се плашат да се сликаат со Дедо Мраз. Не случајно, затоа што малите деца имаат друга перцепција на светот. И тие фигури кои што се невообичаени, со брада, во црвено облечено, го доживуваат страшно. И затоа децата бегаат, а родителите знаат да влечат Насила, и да. Дедо Мраз, ајде да се сликаме. За спомен. Веќе после 1 година децата не се плашат од луѓе кои што се во костими. Но ова е за функционалните семејства, меѓутоа многу често е реалноста каде што деца живеат во дисфункционални семејства. Како тие ги чувствуваат на некој начин празници, еве како ваши препораки токму за дел од тие семејства кои не гледаат во интерес на децата, доколку има конфликтни ситуации, многу чести, но еве пак ќе речем дисфункционалност во семејството, за доброто на децата да ги поминат престојните празници. Постојат. Дисфункционалноста нема да се реши само за неколку дена, само за неколку празници. Таа ќе продолжи и понатаму. Се додека некому, не му дојде како велиме ние, да направи нешто поинаку и да го реши тој образец кој што се повторува. Нека се освестат тие родители и тие возрастни фигури дека битките кои што ги бијат меѓу нив понекогаш не се толку важни и најчесто воопшто не се важни. Децата се важни. Значи, нашата биологија кажува дека ние постоиме за да го репродуцираме нашиот ген, а тоа е да имаме поколение. Така да сите тие сцени на физичко, психичко насилство, или оној тежок молк, кога некој води студена војна со другиот партнер, многу негативно влијае на нивните деца. Тие деца понатаму во животот ќе учат или да бидат насилници, или да бидат жртви. Така да малку да се освестат луѓето дека понекогаш нивната егоцентричност може да биде толку многу штетна за она што велиме дека е нашето најмило, а тоа се нашите деца. Така, убаво рековте, значи не мора да биде пренатрупана трпезата, а атмосферата и амбиентот да бидат мрачни, негативни и тензични. Точно. Подобро е да имаме колку што можеме и да изедеме, а да бидеме среќни. Точно. Понекогаш е помалку малце да имаме на трпезата. Јас сум славела со малку на трпезата, меѓутоа сум славела со моите најзначајни, а тоа е моето семејство. И ден денес тие слики се во мојата глава, можеби некои од нив ги нема, значи се починати, меѓутоа живеат како слика. И живеат во моите, како што реков, во моето раскажување, затоа што сакам да живеат спомените за нив и тие да бидат присутни тука на овие празници. За крај, ваш психолошки совет за празниците да се поминат во убава атмосфера и со помалку стрес? Накратко. Животот го кроиме ние самите. Понекогаш не ни требаат социјалните мрежи да гледаме кој, како, што, туку да пак ќе речем да се нурнеме внатре во нас. Да направиме самоевалуација, да направиме ретроспектива. Што сме направиле, што не сме направиле, што можеме да коригираме кај нас. Како тоа надвор да го коригираме. Кога ние надвор ќе направиме промена,
ке можеме да го намалиме стресот, ке можеме да смениме работи и потоа ќе го смениме нашиот микросвет. Така да нека овие празници бидат како некој надворешен аларм да не освестат нас самите што е важно, а што не е важно. Каква сакаме да не биде 2026 па и следните години и со кого сакаме, а и со кого не сакаме да ги поминуваме. Ви благодарам, Розалија, за овој искрен разговор, а пред се за советите и искуството кое го споделивте на последните денови од 2025 со нашите гледачи. Ве очекувам повторно да бидете дел од Добриот доктори во следната 26 година. Со задоволство, благодарам. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви посакувам убави предстојни празници. Останете со програмата на Сител телевизија. Бидете и утре со Добриот доктора. Со вас ќе биде мојата колешка Сања Димитровска. Се гледаме ние повторно во следната 2026 година. Пријатно!